На таа средба почнавме со некои разговори со директоров, кажа некои планови за работа кои ги имал, како ги имал. Ништо конкретно не излезе од тие негови планови. Потоа Анđушев ни кажа дека има излез од ситуацијава, ама треба да чекаме 6 месеци за тој излез. Да се најди купец, да се среда сите работи, сите побарувања и да се реши ситуацијава. Во меѓувреме понуди директорите да направат план за работа, како би ние земале редовно во тие 6 месеци плата. За бруто плата. Имаше неколку варијанти тука да се префрлиме во друга фирма, овде ќе да ја ставиме оваа фирма како задолжена башка, ние да заемаме друга фирма бруто плата. Тоа ние ќе го разгледаме колку е изводливо и дали е прифатливо. Важно во оваа ситуација Анđушев конкретни некои ставови негови или одговори не гледаме некој конкретен излез, пошто исто ова нас не го вети пред 6 месеци. Со последната негова среда пред 6 месеци беше ветено исто во ова, што ни го ветија вчера, дека до крајот на нова година ќе се реши проблемов. Ние му раскажавме тоа на вработениве, му оставивме време да размисла до утре, дали се прифаќа да работиме под овие услови во овие 6 месеци или треба да продолжиме со штрајков. Тој лично кажа дека не можел сам да го реши проблемов, морало да помине на влада, да решиле, да најделе купец и да се решава. Значи, 6 месеци рок? Не го објасна зошто 6 месеци рок. Значи ви кажав дека истава работа нас ни ја кажа и пред минатите 6 месеци. Па од тоа поминаа 6 месеци, одместо не тргнавме, излегуваме на протести, истото ни го ветува и сега. Како ќе се вработите во друга фирма вие? 260 вработени. Значи во друга фирма, ние како што знаете сме регистрирани во две фирми. 6 сати сме осигурани во Еврокомпозит, каде што не земаме бруто плата, само нето плата, пошто се блокирани сите сметки. Во другата фирма Еврокомпозитна опрема сме осигурани 2 часа. И сега тие сака од еднава фирма да не префрлат сите на 8 часа на композитна опрема. Тоа му е како идеја, ама ние не знаеме колку е тоа изводливо после да не ги изгубиме сите побарувања од претходнава фирма. Тоа треба да се разгледа и да се донеси конкретен став. Што вели Сиер? Сиер не поддржува со исто ова што ви го кажувам. Мора да се разгледа, да се види, па да се одлучи. Дали разговаравте за кривичните пријави спрема директорот и вашите сменувања? Разговаравме за кривичните пријави. Господин Анđушев му ги побара сите документации да ги разгледал, да ги проверил и ќе излезе со конкретен став. Дали има вина или нема вина. Чи владата дали има намера или нема, ние не можеме да знаеме, пошто последниве 10-15 години нон-стоп нас ни спомнува дека ќе се продава фабрика, да се продава. Имаме заинтересирани странски инвеститори, до сега никој не е ни дојден и колку и да е вистина ова што го кажува господино Анđушев, народов не го верува тоа повеќе, се додека не се оствари ништо такво. Помна и технолошки вишок за превработеност, дека околу од 60 до 64 години што се работнициве, ама па конкретно не каже дека ќе се реши. Мора да разговарам, рече, со Мила Царовска, со министерката, и тоа треба да помине на влада, да се види план колку луѓе се, како се и колку би го коштало буџетот. Значи, нашиот штрајк не е прекинат. Штрајкот продолжува, само на вработените му дадовме рок да си размисла дали ги прифаќаме овие услови да чекаме 6 месеци или продолжуваме понатаму со штрајк другаде да се реши многу порано. Конкретно ќе бидете известени утре што сме одлучиле.